Власта носи мерки за ублажување на ценовниот шок, ама граѓаните изгорени од досегашните празни ветувања веќе и не веруваат во ништо. Цените велат сега премногу се високи и ништо не може да помогне во нивно намалување. Цените у плафон. Страшна Сега работа. велат мерки ќе има. Како па да не? Жими мајка што ќе има мерки, нема да има ништо. Лажат. Новите мерки кои треба да стапат на сила веќе од следната недела ќе важат за околу 50 на прехранбени производи кои ќе се продаваат поевтино за околу 10%, а на акција ќе може да се продаваат само пијалоци. Најголем дел од производите чии цени ќе се намалат се со данок од 5%. Сето ова за граѓаните е уште едно празно ветување на власта. Ова катастрофа, што да кажам. Не, ова не е едноставна работа. И сами знаете ви како новинар. А и поздрав до Алфа телевизија. Сега велат ќе има мерки, дали ќе Абе, делуваат? мерките се фарса. Тоа не е. Економисти поинаку треба да гледат на работите, а не со замрзнување на цените. Маржата е таа. Како што било до сега, така ќе биде и понатак. Мерките ќе делуваат, ќе помогнат или? Не ми се верува. Едно ќе качат, друго ќе симнат, пак ќе биде исто. Може и бетр. Алфа денеска направи обиколка околу зелените пазари, но речиси никаде цените не беа коригирани, ама затоа овошето и зеленчукот добија благо поскапување. Наспроти ова, премиерот уверува дека мерката ќе дала ефект. Димитар Ковачевски рече дека цените од 1 август ќе се земале како референтни за најавеното поевтинување на повеќе од 50 основни производи. Одлуката е со цел граѓаните да ја знаат точната и реална цена на прехранбените производи и да не се доведуваат во заблуда со цените на прехранбените производи. Оваа одлука е дел од низа на одлуки кои не очекуваат во наредниот период, а кои што ќе се однесуваат на замрзнување на цени на ниво под нивото кое што го гледаме денес во продавниците во текот на наредните денови, зашто ќе бидат донесени соодветни одлуки. Експертската јавност веќе предупреди дека замрзнувањето на цените само по себе не е мерка на дол крок и дека нема да го реши проблемот со инфлацијата. Дека тоа е така потврди и минатото, кога се донесе идентична мерка во период на енергетската криза. Власта упорно тврди дека намалување ќе има, а потоа и стабилизација на цените. Замрзнувањето ќе се случи наредната среда, ден претходно на владина седница и формално ќе треба да се усвои оваа одлука.